Паралелно со седницата во Собранието, случајно или не, Судскиот совет за денеска има закажано седница. Претседателот Камбовски вчера рече дека е закажал пред да дознае за тајмингот на собраниската седница, но ова нема да биде пречка ако членовите одлучат да се појават пред пратениците. Во Судски совет е колегата Павле Беловски. Павле, дали се одржа седницата со оглед дека петмината членови во постапката на интерпелација треба да се појават и во собрание? Александар, се одржа 518-та седница. И тоа не случајно, како што вели претседателот твојот именјак Александар Камбовски, бидејќи не знал дека собранието денеска треба да разговара за интерпелацијата и да гласа за петмината негови колеги. Во нормална атмосфера, но сепак се осеќаше дека нешто не е во ред денеска со оглед дека 8 мината седеа наспроти 5 мината кои треба да заминат во собрание почнувајќи од денеска и со аргументи да ја бранат интерпелацијата која најмалку 7 пратеници ја потпишаа против нив. Тања Чочорова-Илиевска, Милјази Мустафа, Селима Деми, Весна Дамева и Павлина Црвенковска, од кои две претседателки и еден подпредседател, во собранието требало одново да ја докажат довербата, односно да ја освојат довербата на пратениците. Но дали ќе успеат во тоа, известно е дека не, со оглед дека не веруваат дека против нив се води квалитативна расправа, туку целта е неправедно, противзаконски, а како што вели еден од нив и против уставно да се истера некаква правда и да се доведе до релација дека тие се одговорни и тоа колективно за 2% доверба, како што премиерот говореше сиве овие изминати месеци. Седницата се расправаше од се што ја работа во доменот на Судскиот совет, од именување на избор на суди, на претседател, продолжување на мандати, оценување на работата годишната и кварталната на судовите, но не се спомена ништо за интерпелацијата. Сепак за медиумите членот на Судски совет Тања Чочорова-Илиевска елаборираше дека ваквата интерпелација збирна за сите петмина на едно парче хартија не само што е неправедна, спротивна на правото, туку е неуставна. Но предлагам изворно да го слушнеме и да го чуеме нејзиниот став. Во правото немаме природно право. Во правото имаме нормирани состојби, нормирани прашања, нормирани права и одговорности. Така да Уставот посветил доволно одредби во членот 104 и 105 заменети со амандман 28 и 29, точно се уредени клучните прашања што се однесуваат за Судскиот совет, децидно доразработени во Законот за Судски совет и пратениците за жал немаат уставно право на ваков чин. Со тоа што е поднесена интерпелација само за 5 членови на Судскиот совет, не е само повредена една од темелните вредности на уставниот поредок, поделбата на властта на законодавна, извршна и судска власт, согласно член 8 од Уставот, туку е повредено и основното начело на еднаквост на членовите на Судски совет. Законот за Судски совет не прави разлика помеѓу членовите во зависност од тоа дали се избрани од редот на судиите или од редот на или се избрани од собранието, а со тоа се прави дискриминација помеѓу членовите на Судскиот совет, што е недозволиво. Пратениците, кои што се представници на законодавната власт, треба исто така да ги почитуваат Уставот, законите, меѓународните договори кои што токму собранието ги ратификува и да постапуваат согласно нив. Александар, успеав да поразговарам со сите петмина членови кои се соочуваат со интерпелацијата во собранието. Ги прашав дали доколку се изгласа интерпелација за нив, тие ќе поднесат оставка, бидејќи спротивно на законот не може да одат, односно да бидат разрешени во собранието. Повеќето од членовите велат дека ќе ја почекат интерпелацијата, но известно е дека никој од нив нема да даде своеволна оставка, со оглед дека не сметаат дека прекршиле, сториле нешто и се однесувале различно од она што е пропишано во Законот за Судски совет. Па така и самата интерпелација, велат, е пропишана на едно парче хартија и се однесува на крупни обвинувања, доведени во корелација со 2% доверба во правосудството. Сепак, да поминат сите интерпелации, исходот ќе го знаеме накрај.